Почитувани, денес сум во Битола. Остварив средба со неколку стопанственици од овој град, при што на секоја тие средби постојано беше повторувано дека мерките кои што ги обезбеди оваа влада, а во насока да го помогнат бизнис секторот и во справување со оваа корона криза која што имаме веќе неколку месеци, не е доволна. При тоа од Битола порачувам на стопанствениците дека после 15 јули владата предводена од ВМРО ДПМН ќе се погрижи многу повеќе за нив, затоа што ВМРО ДПМН јасно знае и е убедено дека со падот на економијата ќе падне и цела држава. Односно, ние се залагаме за здрав бизнис сектор, се со цел да имаме силна и моќна држава. Воедно, секогаш кога сум во Битола, па и денес, ја посетив и странската инвестиција, односно Кромберг и Шуберт. Сметам дека тоа е компанија која што треба да има посебно внимание од било која влада, бидејќи пред се најголем работодавач тука. Разговаравме повторно на истата тема и тоа што и нив ги тишти мерките од владата. Дискутиравме како тие се справуваат со целата ситуација. Загрижена сум, исто како што се и тие загрижени, бидејќи ме информираа дека дел од производството им се намалува заради тоа што побарувачката од Германија се намалува, но се надевам дека после 15 јули заедно ќе смогнеме сили, ако не во тој дел, да обезбедиме дополнително производство во други линии, се со цел оваа фабрика во Битола, некако што сега има 4900 вработени, јас се надевам за 2 или 3 години од денес ќе зборуваме дека оваа фабрика вработува повеќе од 7000 лица. Вие знаете дека ВМРО ДПМН од секогаш се залагаше и понатаму ќе се залага за странските директни инвестиции. Кромберг и Шуберт е една од нив и таа ќе биде исто така во приоритетните компании за кои што ние како влада ќе се бориме. Воедно, повторно ќе кажам, бизнис секторот е приоритет на оваа влада, сите заедно да се избориме, да ја пораснеме економијата, односно да ја подигнеме на едно повисоко ниво, се со цел граѓаните на Македонија да имаат повисок животен стандард, затоа што само со повисок животен стандард може да очекуваме дека ќе бидеме дел од европското семејство.